Личниот живот на социјалните работници е загрозен и животите на нивните семејства се тотално незаштитени. Состојбата на овие работници е алармантна. Секојдневните активности и работни обврски со кои тие се соочуваат ги доведуваат во ситуација овие луѓе да имаат опасности по животот. Тие се тотално незаштитени и изложени на опасности од страна на странките со кои соработуваат за одреден случај. Овие работници немаат никакво обезбедување. Во однос на нивните предмети кои ги обработуваат, дали станува збор за нарушени брачни заедници, доделување на старателство на родител, семејно насилство, факт е дека овие луѓе си имаат работа со револтирани граѓани кои без размислување ја префрлаат вината на овие работници, па затоа доаѓаат до ситуација да бидат и физички нападнати. Најдебелиот крај го извлекла директорката на Меѓуопштинскиот центар за социјални работи. Инцидентот се случил вчера попладне во директорската канцеларија. Не можејќи повеќе да чека, СВ, инакужител на Светиниколското село Пеширово, буквално се втурнал во канцеларијата. Со висок тон започнал кавга со неизе за проблемот зошто наспроти неговото барање, неговата бивша сопруга го добила правото на старателство врз нивното дете. Не можејќи да ја убеди да го смени мислењето и нему да му го додели старателството, нервозниот жител на Пеширово физички ја нападнал директорката. Со удар во главата и со неколку тупаници во пределот на лицето, 45-годишниот збеснат татко сметал дека на ваков начин ќе го реши проблемот. Ќотекот траел релативно кратко, бидејќи вработените во центарот веднаш интервенирале водејќи го напаѓачот од канцеларијата. Повикана и полиција и брза помош. Насилникот, кај кого со алкотест подоцна биле утврдени 0,55 промили алкохол во крвта, е приведен, а лесните телесни повреди на 46 годишната ДН, лекарите од Светиниколскиот здравствен дом ги санирале и ја пуштиле на домашно лекување. Против пијаниот тепач надлежните ќе поднесат соодветна пријава. Но Министерството останува глуво за овој проблем со кој се соочуваат вработените во центрите за згрижување и социјална работа. Нивните единствени реакции се дека тие се психолози и дека добро си ја знаат работата да не дојде до конфликт со странките, но во пракса не е така, доказ е вчерашниот случај. Се зголемуваат акцизите, ќе поскапат цигарите и алкохолот. Цените продолжуваат да растат. За 1 денар по литар акцизата за пиво ќе се зголеми од 3 на 4 денари. Новата акциза за 1 литар чист алкохол ќе чини 340 денари. Досегашната цена беше 300 денари. За цигарите, пурите, акцизата ќе се зголемува постепено во наредните 10 години. Образложението на владата за ова поскапување е намалување на потрошувачката на овие производи, заштита на здравјето на населението и усогласување со директивите на Европската унија. Шампионот во македонското фудбалско првенство ќе го дознаеме во последното коло во меѓусебниот дуел на Вардар и Хоризонт Турново. Вардар освои само реми на гостувањето кај Металург. 1:1 беше конечниот резултат на стадионот Железарница. Пропуштена шанса за вардарци порано да ја кренат шампионската титула. Во последното коло на Вардар му е потребно само бод, додека Хоризонт Турново мора да победи. Конечни резултати од 32-то коло. Металург Вардар 1:1, Напредок Брегалница 2:1, Ренова Дрита 1:1, Шкендија Пелистер 1:1, Тетекс Силекс 4:0 и Хоризонт Турново Работнички 3:0. Нашиот репрезентативец Даниел Мојсов потпиша 2-годишен договор со норвешкиот прволигаш Бран. По пауза од 2 години, правотимскиот фудбалер Мојсов повторно ќе има шанса да ги искаже своите квалитети. Мојсов претходно има настапувано и за Војводина и за украинскиот Таврија, меѓутоа и во двете екипи не добиваше голема минутажа на теренот и на таков начин не можеше да ги покаже своите фудбалски вештини. Манчестер Юнајтед не е веќе највредниот клуб во светот. Според анализата направена од страна на консултатската фирма Brand Finance, а објавена во весникот Bloomberg, Бајер Минхен е највредниот клуб во светот. Шампионот на Европа успеа да ги симне од врвот црвените ѓаволи. Вредноста на Бајер Минхен се проценува на 668 милиони евра. Манчестер Юнајтед е на втората позиција со вредност од 650 милиони евра. Веднаш зад нив се Реал Мадрид со 482 милиони евра и Барселона со 444 милиони евра. Во првите 10 се наоѓаат и Челси, Арсенал, Ливерпул, Манчестер Сити, Милан и Борусија Дортмунд.
Радмал Фалкао е официјално нов играч на екипата на Монако. Познатиот Ел Тигре потпиша 4-годишен договор, а целиот трансфер изнесува помеѓу 40 и 45 милиони евра. Поранешниот играч на Атлетико Мадрид годишно ќе заработува 14 милиони евра. Претходно, Жоао Мутиньо и Джеймс Родригес го комплетираат трансферот од Порто за сума од 70 милиони евра, а како слободен играч и Рикардо Карваљо стана член на Монако.